Минатата сабота некако како централен стих ни беше Еремија 2.13, кој што го искористивме за да видиме на некој начин, ни помогна овој стих да се огледаме од каде е онолкаво незадоволство и постојано роптање на израелците во пустината. Стихот гласеше, да го повторам, Еремија 2.13, зашто мојот народ направи две зла. Ме остави мене, и ќе видите, ако читате тамо 78, 106 псалми, воопшто излез доправа, веројатно ќе се сретнеме со тие теми во пуката, често пати забораваат на Господа и едноставно го оставаат, можеме да кажеме. Изворот на живата вода, та си ископа, вели, кладенци за себе, значи го оставаат изворот на жива вода, од друга страна си копаат кладенци, испукани кладенци што не можат да држат вода. Една огромна разлика дури во физичкиот свет, значи меѓу извор на жива вода, јас се сеќавам баш и деновиве правихме муабет со братгоци, се подсетуваме, јас барем се подсетив, последен пат бев за Великден таму во Ѓуриште, тоа е едно излетничко место во Свети Николе, и има село горе на Ридот, Трстеник, од каде што води потекло и Владко Ѓорчев, мислам, да. И има една чешма која што ја памтам уште од мал. Да, точно дека намалил дотокот на вода, меѓутоа уште тече. Уште тече, уште е свежа, неверојатно освежителна, значи, тоа е извор. Но кладенец е сосема нешто друго. Значи, кај што се собира вода од ваму, од таму, луѓето го направиле, го вдлабнале во карпа или така натаму, за да се насобере вода, за да можат потоа да ја конзумираат. Но овде видовме дека и има длабоко духовно значење. И причината зошто и Господ еви денеска во пуката, спомнавме, ги навел да одат по заобиколен пат низ пустината. Значи, спомнав минатиот пат, 10 до 15 дена од прилика можеле да стигнат до Ханан, меѓутоа се задржале цели 40 години, токму заради тоа нивно неверие, заради тоа што се откажувале од Бога и затоа било потребно тоа искуство на пустината, што всушност треба да значи искуство на нивна трансформација, требало да значи. Потоа цитиравме стих во Јован, 4 глава, кој што е дел од онаа средба на Исуса со самарјанката, и тука вечера малку повеќе ќе се задржиме на почетокот. Стих кој што вечера ќе го разгледаме од малку поинаков аспект, односно ќе се задржиме на еден друг момент од стихот. Значи, Јован 4.14, ќе го прочитам, вели, а кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедни довек. И на ова повеќе се задржав мината сабота и дел и вечерва, но повеќе ќе сакам да обрнем внимание на следниот дел. Туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Значи, таа жива вода, не само што ќе ја задоволи вашата жет, туку и вие самите ќе станете извор на жива вода. Нешто слично како што Исус вели, јас сум светлината на светот, а потоа за црквата вели, вие сте светлината на светот. Значи, на некој начин стануваме канали. Тоа е изворот, меѓутоа ние стануваме канали да таа жива вода може да дојде до луѓето околу нас. Значи, ова е таа средба на Исус со самарјанката, да се подсетиме во Јован 4 глава, значи, тој е на некој начин изгонет од Јудеја и на патот кон Галилеја, треба да помене преку Самарија. И вели од 5 стих, читам Јован 4 глава, се подсетиме само. Така дојде до самарјанскиот град наречен Сихар во близина на земјиштето што Јаков му го даде на сина си Јосифа. Таму беше Јакововиот извор. А Исус, изморен од патот, седеше така на, овој превод вели, кладенецот, знаеме дека е као бунар, меѓутоа на некој начин и бунарот е тоа, значи
пак е тоа застајана вода, пак не е извор. Како и да е, еве бунар нека е. Значи Исус изморен од патот седеше така на кладенецот, беше околу 6 час, што би рекло во превод дека било пладне. Најтоплото време. Не знам дали ако сте имале некоја потреба за време на оној најжешкиот бран, па еве и сега овој бран ќе трае 10 дена, за жал. Така прогнозираат. И нема да биде толку жежок, ама сепак доволно и 40 степени. Но дали некој сте имале потреба во овие денови, вакви жешки, да испаднете баш на пладне? Може би, со кола или така натаму, меѓутоа, навистина избегнуваме во секој случај, такви се и препораките, но имало причина зашто таа оди на пладне. Вели, дојде една самарјанка за да нацрпи вода, 7 стих, Исус рече, Исус и вели, за да, а и немал со што да нацрпи, веројатно тоа не бил бунар, знаете, како што на бунарот стои она кофиче или било што, и вели, дај да пием. А учениците негови беа отишли во градот да купат храна, значи он е сам со самарјанката, нешто што ретко се случувало, како што сум читал воопшто во она тогашно општество, маж и жена да застанат во јавност сами, значи. А камоли па тој израелец со самарјанката, затоа и таа ќе му постави такво прашање. Самарјанката му рече, како ти јудеец, еве го тоа, бараше од мене самарјанка да пиеш? Имено јудејците не општеа со самарјанците. Исус ја одговара и рече, кога би знаело за Божиот дар и кој е оној што ти вели дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода. И жената му одговара, нема со што да нацрпиш, мислејајќи дека тој мисли на физичка вода, на таа вода, Господине, а кладенецот е длабок, тогаш од каде имаш жива вода? 12 стих, зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов, и тој самиот пиеше од него и неговите синови, неговиот добиток. И Исус во одговор и рече, секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. Од таа вода, од која што ти пиеш. Секој кој да пие, повторно ќе ожедни. Таа вода не може да ја задоволи жетта. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, ево стихот, нема да ожедни довека, туку водата што ќе му ја дадам ќе стане во него извор на вода, извирајќи во вечен живот. И сега жената му вели, ако може така супер решение за моите проблеми. Значи, таа од сам, незгодно е било, заради незиниот живот, да оди кога оделе сите жени, обично жените оделе по вода, прик вечер, попладне, затоа што едноставно сакала да ги избегне оние оговарања, задиркање и така натаму, па затоа одела на плане кога никој не одел и вели, Господине, дај ми од водата, за да не ожеднувам и да не доаѓам тука да нацрпувам. Меѓутоа, тоа не е решението на проблемот. Исус знае како да го реши многу подобро незиниот проблем во корен. И вели, оди, и ова е сега една голема пресвртница, меѓутоа ќе рече некој, сум се прашувал јас порано, кога не сум знаел зашто станува збор, како можел вака директен да биде Исус? Меѓутоа, ова е еден од предусловите како да ја почувствувате својата потреба за таа жива вода. Самарјанката воопшто не можела ни да ја почувствува, иако му вели овде, нели, во разговорот, но не знае зашто Исус всушност зборува. Вели, оди, повикај го мажа си и врати се тука. Само за да ја наведе на муабетот, меѓутоа жената му одговара и му вели, па јас немам маж. И сега е овој директен момент, вели, право кажа дека немаш маж. Зашто си имала 5 мажи и тој кој го имаш сега не ти е маж. Тоа го рече вистинито. И жената му рече, Господине, гледам дека си пророк. И сега, овој дел понатаму толку можеби не е битен, затоа што и станало незгодно, очигледно, овој човек знае се за неа, и сакала да го сврти, и успела да го сврти муабетот на една така малку по-длабока теолошка тема.
непријатно е вака кога се зборува или кога читаш или проучуваш или слушаш некого кој што така ќе те допре до душата длабоко, знаете, па некако полесно ни е некојаш да ја свртим и ние темата на некоја теолошка тема, не знам, нешто што не засега нас, знаете, тоа и тука го прави, меѓутоа Исус знае што прави. Исус ја соочил со нежиниот живот. И клучните овде моменти се секој кој пие од водава па ќе ожедни, таа вода, значи тие испукани кладенци, минатиот пат спомнавме, тие телесни желби не задоволуваат. Жената била во 5 брака, и сега не можеме да навлегуваме, не знам, немам податок, знаете, обично тоаш мажот бил тој кој што ќе ја остави жената или не знам што се случувало, но можеме вака да земеме, значи за да постигнеме поентата на ово што сакам да го кажам, што и минатиот пат го спомнавме. Таа мислела дека ќе го најде принцот, така да кажам. Бракот ќе ја усреки, значи тој однос ќе ја усреки, маж-жена, ќе си најде некоја сродна душа и тоа ќе ја усреки. Што се случувало, не знам, но очигледно е дека до тоа не дошло. И откако увидела дека тоа не е тоа, значи тоа се пак тие испукани кладенци всушност, живата вода е само Исус, тоа е она која што може духот да ти го накрени, да те задоволи, таа веќе не се ни усудувала веројатно да стапи во брак, па затоа со шестиот била вомбрачна, како што и самата тука ќе каже, односно Исус и вели. Значи, и се случило тоа што се случило, не само што било отфрлено од израелците поради тој нејзин живот, туку и од својот собствен народ. И секој пладне, значи, одела по таа жештина, ги мкнела тие земски садови со вода, како издржувала, значи, сета таа тежина на вода на незините рамења, и меѓутоа сето тоа безцелно, не можела да ја задоволи својата жет со тоа. И повторно празнина, осаменост, изгубеност и така натаму и така натаму. Немир. Повторно слика на она што и минатиот пат го кажавме. Таа вода од испукани кладенци не може да ја задоволи нашата душа. И секојаш повторно и повторно одела на бунарот и повторно сето тоа само привремено ќе ја задоволела, да кажем така. Значи сите тие земски извори тоа всушност го прават. И тоа е причината зашто и израелците толку многу роптале, затоа што се што барале било телесно, дали дињи, дали праз, дали лук, дали кромит, се подсетувале на Египет, за жал само тоа го знаеле. И ништо од тоа. И овде Исус ја изучил всушност со незиниот живот, затоа што било неопходно да таа се соочи со својот живот, за да увиди дека има потреба од таа жива вода. За да го реши конечно својот проблем. А тоа е всушност единственото решение и за мене, и за вас, и за целото човештво. Вода, која што ќе ја прими од корен, ќе го промени незиниот живот, и на вистина факт е дека незиниот живот од корен бил променет. Но за да дојме до тоа, еве да го прочитам повторно 4.14, клучниот стих: кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедни довека, туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Водата како символ во Библијата се користи како може да символизира живот, физички и духовен, очистување, покаяние, значи крштевање, но и овде ќе се задржам. Светиот Дух е символизиран преку водата. Јован 7 глава, 38 и 39. Значи малку подоцна, со Самарјанката средбата е 4 глава, ова е Јован 7 глава, 38-39, вели: кој верува во мене, Исус зборува, како што е пишено во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Тоа го рече пак за духот, кој ќе го примат оние кои веруваат во него. Јасно алудира и кажува Исус дека таа жива вода, тоа е всушност духот. Значи,
Кој ќе пие нема да жедне довека, нема да ожедни довека. Ова значи дека оној што ќе го прими Светиот Дух, или можеме да кажеме Исуса, тоа е едно исто. Денеска мислам дека се читаше исто од овде, дека всушност примањето на Светиот Дух е исто како Исус да живее во вашето срце. Тоа е едно те исто, тоа е Бог. Или тоа е неговата вистина, и така земете. Тој што ќе го прими Светиот Дух, Исуса, неговата вистина, ќе најде трајно духовно задоволство и спасение. Тоа е спротивно на оние привремени задоволства што ги нуди овој свет. Но мора да се сложиме дека ова не е така едноставна работа. Затоа што ние сме во тело. Ние живееме во тело и таа борба меѓу телото и духот е секојдневна. Сакале тоа да го признаеме или не. Не знам дали да читам, ама мислам дека ќе немаме време. Толку Римјаните 8 глава го опишува таа борба. Значи, кои се по телото мислат за телото, се кажат на стиховите од 5 стих, доека оние по духот мислат за нешта на духот. И ајде, Галатјаните 5, 16, 17 стихови, што и Рајна денеска ги прочита и бев изненаден, меѓутоа и не толку многу. Односно, сватив дека ете Господ така некако сака да ги води работите. Галатјаните 5, 16 и 17 всушност ја опишува таа борба. А велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Зашто телото копне е против духот, а духот против телото. Зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Духот и телото се во постојана спротиставеност и таа борба постои секој ден. И сега главниот акцент што сакав да го фатам на стихот е: ако пиеш од таа жива вода, ти ќе станеш и извор на таа жива вода. Значи Исус не вели дека човекот ќе добие нешто за себе, туку ќе стане извор, што значи дека таа духовна полнота што доаѓа од Христос не се исцрпува, извира постојано и се прелева од вас кон другите. Значи, оној кој што го има духот и живее по духот станува извор на жива вода со која што ги напојува и тие околу себе. Значи, со други зборови, тој дава. Таквиот човек дава. Тоа е спротивно на, спомнавме себичност, кај постарите, не, само кај постарите. Себичноста е онаа прва карактеристика, ќе читаме во второ послание од Тимотеј 3 глава, да ја посетам, зошто последните времени ќе станат тешки? Затоа што луѓето ќе станат, ќе бидат само живи е првото, од кое што потекнуваат сите други, можем да кажем. Оној кој што го има духот, тој дава. Тој не може да не дава. Љубовта дава. Љубовта е, всушност, според Римјаните 5.5, Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. А тоа е Бог всушност. Бог во вас живее. И тоа е љубовта. И љубовта не може да не дава. Дела 5.32 исто познат стих е кој што вели дека Светиот Дух се дава на оние кои што му се покоруваат на Бога. Тоа било проблем со евреите, со израелците и со ден денеска и со секој од нас, веројатно е главниот проблем, затоа што не му се покоруваме на Бога. И затоа го немаме, или го немаме духот, ајде да кажам така, секој за себе, не сакам да кажам ништо. Значи, преку Светиот Дух кој им се дава на покорните, можеме да кажеме, се излева и Божјата љубов во нашите срца, и не само што се излева, туку и се прелева на другите, отистануваме самите извори на таа жива вода. И сега една битна забелешка овде. Примателот, значи, на жива вода, за секојаш ја задоволува својата жет, онаа духовна жет, и самиот станува извор на жива вода, оти таа се прелева, а кога Бог дава нешто добро, нешто убаво, значи тој дава во изобилие. Како што вели таму, живот во изобилие. Тој дава без мерка, просто се прелева. А од друга страна, значи вие пиете од живата вода и вие станувате извор на таа жива вода. Од друга страна, ако пиете од кладенци испукани, вие ќе станете налик на тие кладенци испукани. И никогаш нема да бидете задоволни, само ќе викате дај, дај, дај. Спротивно од она исполнување на Духот Свети и таа божествена љубов, која што вели, повели,
Дава. Божествената љубов дава, а од друга страна, оние кои што се налеваат, така да кажем, пијат, се извинувам, од тие испукани кладенци, тие стануваат налик на нив. И секојаш се, можеме да кажем така, суви, затоа што се испукани, знаете, тоа е кладенец ки се насобере, вода меѓутоа не испукнатините, тоа ќе отиде и пак е суво, нема вода. И повторно, дај. Како што видовме дека постои спротиставеност и постојана борба меѓу духот и телото кај човекот, така и меѓу луѓето. Оние кои што одат по духот и оние по тело, не може да нема спротиставеност. Овие трчаат на изворот на жива вода, овие другите одат по кладенците испукани. И ако едниот постојано бара, а другиот дава, сега да речеме, сега тоа што и да е, некоја заедница или било што, што може да се случи? Ако се налеваш ти цело време од изворот на животот, од таа животодавна вода, да, ти во духот ќе бидеш цврст, ама физички и ментално ќе бидеш истоштен. Ќе те истошти таквиот кој што вели само дај. И тоа е како испукан кладенец, пак ќе кажам, не се задоволува со ништо. Дај постојано. Врвот, значи, на таа, како да кажам, грешна човечка природа е таа себичност. Значи, се од тука некако доаѓа. Земете го Исуса како пример. Зошто Исус често пати одел, се повлекувал сам и дури некојаш по цели ноќи тамо по ридиштата се молел? Која била причината? Насамо со Господа. Велиме во вака модерен речник, одел да си ги наполни батериите. После ден, напорен ден, проповедајки, служејки и така натаму, тој знаел да се истошти до таа мера, да морал да помине и по цели ноќи да се моли, да се полни повторно од Господа, од тој животодавен извор. Пред се, највеќе можем да кажем дека кога си имал работа со фарисеите, значи, иако сакал и гледал да нема многу работа со нив, но тие биле тука. И сега живееме во еден свет кој што станува од ден на ден се полош. Како? Како вие, како христијани, можете да обстанете меѓу луѓе кои што се повеќе и повеќе ги имат такви, кои што викаат дај. Свесно или несвесно, не знам, меѓутоа едноставно одат и бараат вода по испукани кладенци. Еве да се подсетиме 2 Тимотеево 3 глава, може ќе испадне дека тука може и цела глава ќе прочитаме, меѓутоа е многу битна во контекстот на ова што го зборувам. Ова знае го во последните денови ќе настанат тешки времења. И сега Павле вели, тешките времења ќе настанат заради луѓето. Затоа што луѓето ќе станат такви какви што ќе бидат, и тоа ќе бидат само живи, значи себични, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници. Видите, се тоа се карактеристики на луѓе кои што не пијат на изворот на жива вода, овие се незадоволни, овие постојано нешто им фали, значи жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила, одстранувај се од нив. Бегај од таквите, затоа што тие си као мртвото море и само примаат, а ништо не даваат. Како да се одржиш во духот и во вистината среде вакви луѓе. Пазите, ова кога Павле го зборува, ова зборува за верни луѓе, за верници се однесува ова, не за светот. За верници. Ако продолжиме да читаме, вели 6 стих, кон нив припаѓаат и оние што се завлекуваат по куќи и измамуваат жени што се прептоварени со греови обземени од разни похоти. Нормално жените тогаш почесто, најчесто биле домакинки, биле по куќите. Жени кои што секојаш се учат и никогаш не може да дојдат до спознание на вистината. Треба секој да се испита. Дали сме ние, може би, во таа категорија на луѓе кои што постојано ја учиме вистината и никако да ја научиме? Шлајфуваме во место, како да кажам, 20, 30 години, 50 години, ние тоа, па тоа.
И сега интересно е се спомнува тука двајца типови, да кажам. Ја не сум знаел за кого станува збор. Вие знаете ли? Како што се вика Јани и Јамври, како што Јани и Јамври му се противеа на Мојсеја, така и тие се противат на вистината, бидејќи се луѓе со изопачен ум, отпаднати од верата. Знаете ли кои се овие двајца? Овие двајца се двајца од магипсниците на фараонот, кои што ги имитирале оние чуда, успеале овие двете, значи илузионисти, кои што всушност стварат илузија. Значи, Јани, така стои во овој превод. Јанис е во ревидираниот, да. Јанис као да е грка. Не. Како што Јани и Јамври му се противеа на Мојсија, така и тие се противат на вистината. Значи, да, точно е, сакале да ја копираат вистината, меѓутоа создавале само илузија. Значи, имале облик на побожност, така да кажеме погоре што читавме. Бидејќи тие луѓе се со изопачен ум, отпаднати од верата, но нема да успеат повеќе. Видите? Но нема да успеат повеќе. И колку успеале и они, првите две чуда, кај жабите, веќе паднале. Нема да успеат повеќе, зашто безумието нивно ќе им стане јасно на сите. Не можеш ти цело време со илузии да ги заведуваш другите. Јасно на сите како што се случи со оние двајца. Меѓутоа вели, ти го следеше моето учење, поведение, целта, верата на мојата великодушност, љубовта, трпеливоста. На моите прогони страдања, видите сега Павле страдал, Павле бил гонет. Од кого? Зошто ги спомнува овдека Антиохија, Иконија и Листра? Читате, Дела апостолски 13 и 14 глава. Од кого страдал? Да, каменуван бил, дури, мисля дека е мртов во Листра. Да, последното место. 14 глава Дела апостолски. Од јудејците, така ли? Од лажни браќа, како што вели он во една друга прилика. Од нив трпел прогон. Какви прогони, вели, претрпев и од се Господ ме избави. Секако, ако сте на Божја страна и денеска, тоа го зборувавме, и ако Господ е со вас, тогаш кој може да биде против вас? Ке претрпите, неволи, меѓутоа Господ ќе ви избави. А и сите што сакаат, еве го сега оној стих, да живеат побожно во Христа Исус и ќе бидат гонети. А лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, како заблудувачи и заблудени. Но ти остани во тоа, че е го повикот на Павле, тешко е, и тој трпел и прогони и така натаму. Тешки времења затоа што луѓето се себични и вакви такви, но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејќи од кого си го научил. Бидејќи уште од малечок ги познаваш светите писанија. Сега го свртува вниманието на Светото писмо, кој што исто така, ако се сеќавате, порано држав проповед, дрво на животот. Или може да кажеме, тоа е изворот исто на жива вода. Словото, вистината. Или Христос, Словото е Христос. Значи, бидејќи уште од малечок ги познаваш светите писанија, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. Целото писмо, и сега овие прекрасни зборови исто и тука се наоѓаат и тие, целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. И за времењата кои што доаѓаат, и за да издржиме до крајот. Библијата и наша заштита, Библијата и таа жива вода од која што треба да се напојуваме и да останеме во неја и да останеме во вистината, без оглед на тоа какви се луѓето околу нас. Вчера пеевме и ова, не е сигурно случајно, ја избрав 49-та песна како почеток на саботата и таму во вториот стих од таа песна се пее: во зборот Божи изворе што тече жива вода. Ни дава храна Исус нам и лек на срце става. Да, ова е и лек, ова е наша заштита, ова е тој извор на жива вода.
Значи, заедница со Бога, тоа е потребно. Заедница со Бога, проучување на Светото Писмо, молитва, на тој начин, покорност, на тој начин Господ ќе ни исполни со Духот свој свети, ќе се напоиме од тој извор на жива вода и ќе можеме да обстоиме и да се одржиме. За жал, светот е таков, меѓутоа ете, читаме и зборови што се однесуваат на верните, еве на христијаните, да кажеме, во светот, каде што луѓето се повеќе и повеќе стануваат зли, затоа што се напојуваат, пак ќе кажем, на тие испукани кладенци и тие самите налекуваат и стануваат такви. Резултатот на таа жива вода, тоа дека самарјанката станала извор на жива вода, покажува таа нејзина трансформација. Замисли си жената која што се срамела од својот живот. Жената која што мачела, кој знае што се и се вртело у главата, кој знае дали спиела навечер. Одела среде платне кога никој немало, затоа што се срамела од својот живот. Потоа оттрчала сета радосна после средбата со Исуса. Каква ли беше таа средба? Значи, Исус лично со неа во 4 очи ја изучи за незиниот живот, но знаеме како тоа Исус знае да го направи, сигурно не ја прекорувал, туку исцелителски делувал врз неа, за таа да свати дека има потреба од таа жива вода. И сега одеднаш станува изврна жива вода, оди станува најголем мисионер во незините краишта таму. Самарјаните се осведочили и од неа, подоцна уште повеќе од Исуса, нели? Подоцна се задржал 2 дена, како беше таму. Дури и посвесна станала од самите ученици. Тие потоа имаат разговор како ќе дојдат со храната, нели, отишле да купат храна со Исуса, таа одма заминала и го виделе тука, па разврзуваат муавет и они не можат да сватат какви бе жолти полиња, какви мисионски полиња, не знам што. Самарјанката сватила, затоа што веќе се напоила, ја осетила таа жива вода и таа жива вода не може да ја задржи у себе. Сега тука може би треба да најдеме одговор на прашањето зошто може би сме така помлитави, не знам, не сме некако надвор активни. Јас прemam нешто со Андре, разговарахме, офанзива од десен, или од септември да кажеме, ама офанзива. Значи, зборот офанзива значи не е еден и двајца. Тоа нема да биде офанзива. За офанзива се потребни повеќе. Имаме 2 штанда, фала Богу, може и масичка да се најде, значи 2 штанда. Ако има доволно војници, ќе ги активираме и 2 штанда, па ако треба и 3 масиче. Кажавме дека некој ни не охрабри тука, дека не треба дозвола и нема да тражиме дозвола, ќе одиме со бесплатни книги. Значи, ништо не печалиме ние, не правиме ништо. Меѓутоа, ајде да се поттикнеме да можеме да бидеме ние извор на таа жива вода. Значи, целиот нејзин живот се изменил од корен, неверојатно. Тоа е делувањето на Духот Свети во срцето. Бог тоа го сака. Тој не води крај тие извори на жива вода и ни ја нуди даром, како што вели Откровение таму. Бесплатно. Има надвор луѓе, многу како Самарјанката. Да се разбереме. Знаете, сите, па и ние тука ќе се гледаме и мислиме дека све е супер у животот на другиот. Поготово ако му отворите Facebook профил на некој, си викаш, па ој ужива у животот, значи животот му е прекрасен. А ствари не е така. не е така, знаеме често пати да кажеме, нема човек кој што нема некој проблем и така натаму. А за сето тоа е само лек и потребно е да ја прими, да му ја понудиме таа жива вода. Меѓутоа ние треба првен да ја примиме. Ние треба да уживаме во таа жива вода, да го почувствуваме тоа задоволство, да ја почувствуваме таа радост на делувањето на Духот Свети во нашите животи и да имаме потоа желба, а ќе дојде таа желба само по себе да можеме да ја споделиме со другите. Навистина, нема човек на кого не му е потребно, меѓутоа наше е да понудиме, а дали луѓето ќе примат, тоа е веќе друго. Секој со свој памет, секој
со свој ум, значи, ќе прими или нема да прими, тоа е повторно работа на Светиот Дух. Ние сме тие инструменти, ние треба да бидеме тие канали. А понатаму е работата на Светиот Дух. Слава нека му е на Господа, што ни дава бесплатно од таа жива вода и што можеме секогаш да пристапиме до тој извор на жива вода. Дали до Библијата, дали молитвата, исто така ја проучуваме за молитвата, имаме книга прекрасна. Светиот Дух е тој без кој што не можеме ништо денеска. Мислам дека Рајна читаше нешто во тој контекст. И затоа да го молиме Бога да ни го даде, искрено, од срце и ќе ни го даде. Слава нека му е. Амин.